Бугарски туристички агенции уште во ноември минатата година закупиле дел од струмичките хотели за време на карневалот, заради што организациониот одбор мака мачи да најде сместување за карневалистите од странство. Од таа причина тие се принудени да откажуваат гостопримство на групите што покажале желба да учествуваат на струмичкиот карневал, чие дефиле е закажано на 17 февруари. Александар Цицимов од градскиот комитет на ФЕКО Струмица ни потврди дека веќе им се заблагодариле на интересот за учество на групите од Украина и списокот со гости треба да го кратат. Бидејќи хотелите посебно во централното градско подрачје се исполнети веќе со закупени од туристички агенции. Еве, пред некој ден бевме во еден хотел тука во Струмица да бараме место повеќе и тие ни рекоа дека уште од ноември се резервирани од агенции од Бугарија. Така да се случува една ситуација да покрај тоа што немаме места за да ги сместиме карневалските групи, добиваме изголемени цени на смештај. Планирани биле околу 650 карнавалисти, но заради ограничениот број на сместувачки капацитети, бројката ја намалиле на 450 гости од странство. Од тој карневал Струмица мора и да заработи, и тоа е добро, меѓутоа не е коректно да кога се издаваат хотелите, мислам дека е коректно тие бар да не известат прво дали има потреба, дали немаме потреба. Значи, ако во ноември, пример, се јавила агенција да закупи, редно е да се обратат да прашат дали имате. Мислам да не одиме во детали. Струмичката карневалска треска ќе започне на 14 и ќе трае до 21 февруари. Големото карневалско дефиле ќе биде на 17, на кое се очекуваат учество од околу 1500 карневалџи од земјава, но и од странство. За прв пат годинава по завршувањето на големото дефиле ќе има румба и самба забава под маски на струмичкиот плоштад со диџеј од Аруба, односно Карипските острови. Се очекуваат на 20.000 посетители кои ќе се забавуваат на многу тема скембали во Струмица.